Протестирам затоа што прво државата и партијата се едно. Од таков систем нели се ослободивме, нели не чинеше пред 25 години. Второ, протестирам заради сите овие неправни работи што се случуваат. Не постои закон во оваа држава. Закон постои кога треба да се обвинат тие политичките противници. За другите законот е експрес строг. Имате ли лична причина, нешто што вам би се случило за време на ова 10 годишно владење против луѓето кои се протестират? Па јас сум хонорарен преведувач. Јас пред година и пол протестирав исто така, еве на стари години имам 50. Протестирав против давачките за хонорарите. Значи, лично сум засегната од неоправдано големите давачки, неоправдано големите казни за најмала грешка финансиска и нефинансиска. Тоа би биле моите лични мотиви. Имам деца за кои што сакам да живеат во нормална држава, кои сакаат да живеат во слободна држава. Тие 10 години од нивниот живот го живеат овој систем. Значи, не знаат ништо подобро, ништо побаво тоа. Мислам дека заслужуваат да живеат во подобро. Јас очекувам да се промени, бидејќи гледаме дека се менува, гледаме дека се создава нервоза кај властите, кај режимот. Очекувам дека ќе се смени, дека ќе се врати во некоја нормала, условно речено, што би била функционирање на правна држава, безбедно за сите граѓани, еднакви можности за сите да може да просперираат со својот труд, со своето знаење, со својата умешност. Па не сум размислувала за една. Повеќе се, мислам. Еве сега актуелен председателот, условниот председател, нели, Иванов, Груевски исто многу заслужен за сето ова што не се случува, сите околу него, бившите министри, Јанкуловска, Миле, овој, како се вика, Батесашо, што не знаеме што е сега, и да не ги редам, мислам, еден не е.